Од Општинската организација на СДСМ доставија соопштение во кое се вели: почитувани сограѓани, започнавме со изградбата на нова социјална зграда со 34 стамбени единици во Кочани, наменета за ранливите групи на граѓани. Инвестиција од околу 1 милион евра. Исто така, со средства од Министерството за транспорт и врски реконструираме неколку улици во општината, со што значително ја подобруваме безбедноста и урбаното живење во градот, која истакна и министерот Благој Бочварски при вчерашната работна посета на општина Кочани. Рокот за изградбата на оваа зграда е 18 месеци, со што се заложуваме и предонесуваме во овозможувањето на пристојни услови за живот на нашите сограѓани од ранливи категории. Покрај оваа зграда во Кочани започната и изградба на други социјални згради широм државата. Со средства преку Министерството за транспорт и врски реконструираме и неколку улици во општината, со што значително ја подобруваме безбедноста и урбаното живење во градот. Реконструкцијата на улицата Тодосија Паунов е во рамките на проектот за поврзување со локални патишта, инвестиција од 6,6 милиони денари. Според динамиката на работа, улицата целосно ќе се заврши овој месец. Со овие инвестиции, општината заокружува една целина во изградба на модерно булеварско решение, со што ќе се овозможи побезбеден сообраќај во градот. Исто така, би сакала да потенцирам дека во вториот тендер преку овој проект на општина Кочани ќе се реконструираат уште две улици, и тоа улица Гошови Кентиев и улица Раде Кратовче. Работиме и сакаме да обезбедиме пристојни и добри услови за сите наши сограѓани и општината во која живееме.